имаше клубот од Чаир и тргнува на преварот, да нема забуни. Добро внимава тука и ги поставува двајцата фудбалери Анџелети токму од таа опасност. Добар центар шут и пречка сега. Некако отиде во празно. Убав скок беше измамен Анџелети, меѓутоа имаше среќа. Еве сега Компаоре 1-0. Компаоре 1-0, каков центар шут на фол и Компаоре покажува дека е во неверојатна форма. Шести надпревар, 8ми погодок за интернационалецот од Буркина Фасо. 27 годишен фудбалер наш оваа ситуација. Не размислуваше многу, фол, упати еден центар шут со лева и погледнете многу тежок гол. Ова го постигнува само вистински мајстори. Убав еден од поубавите голови оваа сезона, погледнете на прв. Не употребив на тој дел од теренот, па сега уфрлање добро, таму се уфрла Пиреш, еве шанса за Силекс, меѓутоа добар голманот Анџелети. Одеднаш се најде во противничкиот 16-тник португалецот Пиреш. Еве таа ситуација уште еднаш, неколку фудбалери таму пред се. Двајцата штопери некако несинхронизирани на далечина. Хамза, ако тој го изведе ударот, смета дека е ова добра ситуација, тој е левучар. Тука и шстоперот Мазулуксис, сепак удар на Хамза и каков погодок! Страшен гол. 33-та минута. Огромна далечина, со жив зид. 19 годишниот Љупче Джеков, сепак изненаден на топка да беше многу прецизна, едноставно бегаше од голманот на 17 до 19 години овој стратег. Погледате уште еднаш овој прекрасен погодок на Хамза. Многу прецизно бега оваа топка, но сепак му оди на душа на голманот. Хрвановиќ и Бутуровиќ. Еве сега како се враќа и тоа сериозно во живот во игра домашниот состав. Анџелети остана зачуден, имаше неколку прва слика и прв удар одлично таму. Додев кон Мирчевски со лева и од прва завршува Хрвановиќ многу прецизно. Убав погодок и веќе позитивни впечатоци. Ево го првото уфрлање на Тимовски, опасно е и Хрвановиќ таму, или Пиреш, мислам дека е така. Сепак Пиреш, една убаво уфрлена топка од Тимовски, не успева да ја спроведе во гол Пиреш. Гледате, незгодно, таму изненаден и Анџелети, паѓа Алич, мислам дека овде нема ништо, продолжува акцијата. Тимовски, уште еден центар шут на Тимовски, Алич сега и непрецизен повторно. Бутуровиќ, а не Алич. Се коригира. Втора шанса за добри шанси, ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Гледате, убаво скокна таму Бутуровиќ пред еден атлетски граден фудбалер кој што видовте во финишот на првото полувреме како успеа да добие еден дуел спринтерски и сега каков удар на Бојку е тоа. Таму каде што се спојуваат пречката и дирекот. Погледнете, гаѓаше Бојку, имаше многу среќа сега Љупче Джеков. Ева таа ситуација уште една десна, натрешена и многу среќа. Напред поставен тука некаде на средината на теренот, беше доста офанзивен во првото полувреме, сега доби очигледно дефанзивни задачи. Сега Алич таму во дуел со Мазолуксис, центар шут, одличен удар и за малку 2-2. Донов таму двајца фудбалери до него, Донов не успеа да добие топката, Радески, добра контра отвора Стружани сега, Компаоре, оди Компаоре, Илиевски се уфрла таму, Компаоре него забележува, меѓутоа Воша, каква прилика пропушта сега Воша, 78 минута. Убаво Радески за Компаоре, Компаоре
Добра топка за Воша, тука беше Пиреш, Говедарица се уште, добра влегува Говедарица, оди само 60-никот повратна топка, нема корнер, има шанса, Матески. Ново влезение од Матески сега. Етните му играчи во 16-никот на Струга, Говедарица, Алич, Пиреш, да видиме Бутурович, уште еднаш, трет пат не оди. Па не оди, трет добит на Бутурович, имаше позиција, меѓутоа непрецизен посанецот. Трета прилика за него. Веќе сме и во 97-то минута и тука е крајот, да. Селекс го доживува вториот пораз поред по оној на гостувањето во Башкимје во дербито од Струга Тримлум со 3:1 на Стружани. Слават победа во Кратово по 3 години, тогаш беше 2-1, сега 3-1, апсолутно заслужено во надпревар во кој што гостите одиграа одличен прв дел.